И како што најавивме во Фуршпанот, МВР излезе со алармантни податоци дека секој трет скопјанец за викенд вози пијан. Бројот на сообраќајни незгоди е двојно зголемен. Како да се делува на терен за да се намалат овие загрижувачки бројки? Во студио 1 дебатираме со моите гости Борче Грујовски, начелник за безбедност во СВР Скопје, и Вајон Салиху, портпарол на град Скопје. Добар ден и добре дојдовте во студио 1. Добар ден. Добар ден. Според последните податоци, изминатиот викенд, за двата дена во викенд, 1600 контролирани возачи, од нив околу 900 биле возеле под дејство на алкохол. Дали се ова алармантни податоци? Дали се редовна појава при вашите контроли? Или, зависно од периодот сезонски, да речеме, се наближува период на матури, па дали може ова да биде уште поалармантно и уште позастрашувачки бројки да очекуваме? Ќе морам да ве поправам само. Од околу 1600 контролирани возачи, откриени се 480 кои управувале моторни возила под дејство на алкохол. Овие податоци како се загрижувачки, бидејќи сами сте сведоци дека тоа е голема бројка на возачи кои управуваат под дејство на алкохол. Нашата интенција во наредниот период оваа бројка да ја намалиме. Ќе имаме зајакнати контроли по тој основ и ќе се потрудиме да го набалиме бројот на лица кои управуваат возила под дејство на алкохол. Во јавноста проявува впечаток дека засилените контроли всушност се со цел да се наполни буџетот на Министерството. Која е практично целта на овие интензивни акции? Да се приберат пари или да се навистина да се спречат овие девијантни појави, овие загрижувачки податоци? Целта на Министерството за внатрешни работи со преземање на овие зајакнати контроли не е да се наполни буџетот на Република Македонија, целта е да се доведе ред во сообраќајот. Во изминатиот период имавме потешкоти при доведување ред во сообраќајот од причина што работевме со намален број извршители. Во меѓувреме имаме помош од колеги, односно од полициски службеници од другите градови, и сега со таа бројка со која што располагаме можеме да се справиме со сите предизвици во сообраќајот. Така да ќе напоменам уште еднаш, не е целта да се напуни буџетот, целта е да се воведе ред во сообраќајот. Околу интензитетот на овие акции ќе прокоментираме подоцна. Јас овде би сакал да прашам улогата на град Скопје. Веројатно добивате поплаки континуирано од граѓаните за состојбата во булеварите, трки со автомобили, особено за викенд, во ноќните часови. Што се презема по основ на тоа? Размислувате за поставување можеби оние лежачи полицајци? Да, значи град Скопје директно влијае во зголемувањето на безбедноста во сообраќај заедно со МВР. Значи, како што знаете, ние до сега веќе имаме направено повеќе акции, не само во однос на тие што возат брзо, пошто колку што знаете во сообраќај не учествуваат само колите, тука има и велосипеди, тука има и пешаци, и луѓе, мајки со деца и така натаму. Значи, во тој аспект работиме на повеќе фронтови. Една од побитните акции ни се столбчињата кои што ги ставаме на тротоарите, каде што колите нема да можат да се паркираат секаде. Тоа им дава поголема безбедност на тие што пешачат, односно не мора да пешачат низ улици, туку ќе пешачат низ тротоари. Исто така работиме кон поставување на сигнализации кои што се семафорите, поставуваме лежачки, полицајци и така натаму. Меѓутоа сето тоа го правиме заедно со МВР. Значи тука така, сведоци сме на случаи особено на Партизанска, прегазени пешаци. Имаше последен случај во Ѓорче каде што граѓаните излегуи на протест браќи поставување на соодветна сигнализација. Да, значи таму се работеше на случајот. За жал од МВР добивме дозвола петокот пред викендот кога беше прегазено детето. Фала Богу што детето е добро. Меѓутоа моментално се работи таму, веќе се поставува семафор и за скоро време таму ќе има семафор. Нешто ново што правиме
тамо у близина на школото, се тридимензионални пешачки премини. Визуелно изгледаат интересно и од друга страна на возачот предизвикува да ја намали брзината, пошто е малце конфузно и за него. Иначе за семафорот до школото, тој ќе биде посебен семафор кој што кога ќе примети кола дека вози на кај 50 сат, само ќе се запали, ќе го предупредува возачот да Така, во кој денови се најзачестени контролите од МВР? И во кој период од денонокијата? Видете, превземаме зајакнати контроли на разни категории учесници во сообраќајот. Тие се зајакнати секојдневно во сите денови од неделата. Имаме разни категории: пешаци, велосипедисти, моторциклисти, возачи на товарни моторни возила, возачи на последната акција на мотоциклисти во Тетово забележени 71 прекршок, во Гостивар 58. Конкретно состојбата во град Скопје? Ние имавме една акција за моторциклите минатава недела. Можам да ви кажам кратко дека само 5 мотоцикли се приведени поради непоседување на соодветна документација, врз истите се поднесени 18 мерки од Закон за безбедност на патни сообраќај. Тоа ви кажува многу. Значи секој оној мотоцикл кој што е дојден, имаме по 3 до 4 мерки по просек. Не регистрирано, без кацига, без возачка и така натаму. Значи тоа е голем процент. Да не зборувам сега со поголеми бројки колку биле во акцијата контролирани, колку казнати и така натаму. Доволен овој податок дека само врз 5 мотоциклисти изречени се 18 мерки. Кои се најкритичните точки? Градското подрачје, периферијата на Скопје, булеварите, обиколниците? Имаме критични точки во разни погледи, значи во центарот имаме критична точка во поглед на паркирањето. Коловозите, тротоарите, недоволен број на паркинг места. Имаме критични точки брзо возење по булеварите. Периферните улици, булевар Партизански одреди, Борис Трајковски, во новиот дел од Цементара према населба Драчево, булевар Србија, влез на Скопје, булеварот Александар Македонски. Тука е најчесто застапено брзото возење. Значи, имаме критични точки во различни делови од градот, пазарите со паркирањето, Костем и Сирков, Бит пазар, Буњаковец, Партизански одри, Ѓорче Петров пазарот во Сингелич. Имате ли последни статистики околу бројот на сообраќајни незгоди? Се водат посебни статистики. Бидејќи тој континуирано расте, според извештаите. Според извештаите, во зависност, значи, сообраќајните незгоди со нашето поголемо присуство и со зајакнатите контроли кои што ќе ги спроведуваме, се надевам дека ќе се намалат. Меѓутоа, можам да ви кажам вака, споредбено према 2017 година имаме мал пат. Меѓутоа, сепак бројките се големи. 2017 имало вкупно 823 сообраќајни незгоди, 2017, 2018 774. Тоа е значи за намалување за 5,95%. Во населба 2017 735, оваа година 674. Податоци за жртви од овие сообраќајни незгоди? Бидејќи тоа е крајната цел, да се намалат последиците од несовесното управување со моторните возила. Ги имаме по категории, ги имаме оваа статистика достапна за граѓаните. Значи, 2017 тешки телесни повреди 45 лица, телесни повреди 490 лица. Тоа се сериозни бројки кои што говорат дека мораме да воведеме ред во сообраќајот, мораме да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот. Со нашето поголемо присуство, со нашиот зголемен број на полициски службеници, ќе допринесеме за поголеми контроли, подзајакнати мерки. Се надеваме дека во иднина ќе го намалиме бројот на сообраќајни. Јас предлагам овде да ја слушнеме изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при гостувањето во 1 ТВ, токму околу последните контроли и состојбата со сообраќајните прекршоци. Ние имавме во двата вечери, сабота и недела, контролирани околу 1300 возачи. Од 1300 возачи, 400
80 беа под дејство на алкохол и беа исклучени од сообраќајот. Тоа е повеќе од 30%. Тоа е поразителен факт кој што покажува дека немањето на акцијски контроли, на планови за такви постапувања, допринесе во Република Македонија најлесно да се сваќаат ваквите ситуации. При тоа никој да не мисли дека има фамилија, дека има деца кои што можат да настрадаат во секој момент на улиците. Допринесе тој степен или тоа ниво ниско на сообраќајна култура уште повеќе да падне, да се организираат трки низ улиците на Скопје, дали се тоа трки со автомобили или со мотори, и да ја зголемуваат небезбедноста на граѓаните пред се во сообраќајот. Кажете ми, овие засилени контроли се генерално концентрирани во градските подрачја? Што е со општините Чаир, Бутел? Да речеме, знаеме дека Чаир беше недостапна зона за полицијата долг период, особено пластичарска. Каква е состојбата сега таму? Има полицијата пристап и условно речено дозвола за да постапува? Видете, јас на почетокот ви објаснив дека се работи за намален број на извршители, ние бевме приморани да функционираме, односно да настапуваме кампањски. Затоа што со недоволна бројка не можеме да настапуваме секдека исто. Сведоци сте дека во изминатиот период, последнава недела, има зајакнати контроли на територија на општина Центар, општина Чаир и сите населби, односно сите општини во градот Скопје, односно на целото подрачје на СВР Скопје. Зајакнатите мерки се во поглед конкретно во Чаир, во поглед на недозволено паркирање на тротоарите, на коловозите. Сведоци сте дека последнава недела и таму се преземаат мерки. Присутни сме во тој дел од градот, присутни сме во изминатиот дел, направивме зајакната контрола во населбата Драчево, каде што исто така долго време кампањски пуштаме патроли во одредени периоди од денот и во неделата, бидејќи сме имале намален број на полициски службеници. Сега имаме доволен број, можеме да функционираме, ги покриваме сите општини во градот Скопје и периферијата и центарот. Така. Во градот Скопје стигаат, претпоставам, постојано поплаки за жителите кои што се во централното градско подрачје со живалиште, за бучавата која што ја слушаат особено во ноќните часови по булеварите. Што се презема од аспект на тоа? Врз основа на... Кои се најкритичните точки за кои што... Збориме за бучењето од колите или од... За бучењето од колите. Од колите, во случајов, да. Веќе сето тоа, бучењето од колите, произлегува од зголемена брзина за возење. Зголемена брзина за возење е ризична за поголем број сообраќајни несреќи и не дај Боже повеќе жртви. Така, види, реално јас живеам во таква улица, значи јас сум во Чаир, тука пообично има навечер бучави коли. Тоа е нешто што тешко се контролира, како што рековте и на почеток, има луѓе кои што обожава да пијат и после тоа возат. Тоа што правиме моментално е работиме на една кампања со која што ќе ги натераме луѓето да резервираат по ресторани, меѓутоа после плаќање на сметката ќе ги вратиме со такси дома. Мислам, тоа ќе биде еден мал придонес кон ова ноќно возење или бучење на колите. Значи, пак ќе кажам, тоа е нешто што тешко се контролира, ќе мора тука и самите граѓани малце да се посвесни дека брзо возење во централно подрачје на градот може само сега како да се крене свеста кај граѓаните за штетните последици од брзото возење, иако кампањите се генерално во надлежност на Републичкиот совет за безбедност, ние поканивме представник нивен, меѓутоа не прифати веројатно се на продолжен викенд. Затоа ја прашувам вас како градски локални власти во тој домен, може да влијаете на подигање свеста на населението преку кампањи? Значи, еден од начините е кампањата. Меѓутоа, како што спомнавте у почеток, казната не е само за надополнување на буџетите, туку тоа е еден начин на поставување некако се менталитет кај луѓето дека треба малце да се пазат и
доколку не се воздржуваат кон некои си базисни работи, мислам, однесување во сообраќајот, треба и да се казнат. Мислам дека тоа е еден начин, кампањите, другите, јавните повици, дебати и самите автошколи пред да дават возачки дозволи, мислам дека треба да ги повеќе да малат кон културата при возење. Се справувате ли лесно со локалните шериви кои што изминатите години, да речеме, не дозволува полицајците да ги спречува во вршење на службена должност и не дозволува полицајците да вакви контроли да спроведуваат на, да речеме, во општина Чаир или по критичните улици Пастичарска, делови од Бутели? Како излегувате на крај со... Министерството за внатрешни работи во континуитет превзема мерки на целата територија на град Скопје. Ви напоменав, со доволниот број на полициски службеници, контролите изгледаат зајакнати, меѓутоа тоа се, како да кажам, нормални контроли кои што ќе следуваат и во иднина. Бидејќи со потребниот број на полициски службеници настапуваме секаде, настапуваме еднакво према сите граѓани. А како сега ги одредувате приоритетите каде да настапите? Нашата одделение за безбедност на патниот сообраќај, познато меѓународно како сообраќајна полиција, е поделена на реони согласно општините и ние си ги пополнуваме, значи пополнети се, секоја општина си обслужува одреден број на полициски службеници кои што си превзема мерки на тоа подрачје. Со доволниот број на полициски службеници ние си превземаме мерки секдека еднакво. Меѓутоа во одредени денови и во одредени периоди во денови правиме зајакнати контроли каде што ги фокусираме, односно ги сконцентрираме повеќето сили на одредено подрачје за да имаме поголем ефект во превземањето мерки. Неодамна министерот изјави дека ќе бара на позајмица, така да речам, сообраќајни полицајци од внатрешноста за во Скопје. Тоа јасно кажува дека се соочувате со недостиг на кадри. Во развиените европски метрополи, скоро во сите земји од ЕУ, тоа се решава преку камери, дронови, кои што 24 часови вршат надзор врз состојбата во сообраќајот. Дали тоа може да се очекува во догледно време кај нас? Се стремиме кон модернизација. Се надевам дека во брзо време ќе дојде тоа и кај нас. Модернизацијата побарува повеќе средства финансиски, меѓутоа мислам дека ќе доведе поголем ред. За поставување на таков вид на опрема потребни се и соодветни законски промени кај нас, кои што нели тоа го водат други. Со измените во законските прописи, со модернизација, набавка на такви средства и опрема, мислам дека во скоро време ќе дојде и кај нас и дека ќе имаме многу подобар ефект во регулирање на сообраќајот, во зголемување на безбедноста во сообраќајот и во почитување на правилата и прописите. Се ближи период на матурски, оној кој што е најризичен за малолетници или за оној кој што туку влегле во полнолетството, 18 години, оној кој што завршуваат средно училиште. Вашето искуство од изминатите години, дали овој период може да се очекува зголемено возење под дејство на алкохол и како превентивно ќе делувате за да се спречат евентуални сообраќајни незгоди? Секторот за внатрешни работи Скопје има изготвено, секоја година изготвува план за овие матурски прослави кои во тековниот период ќе следат. Значи имаме зголемени зајакнати контроли на сите оние места каде што се организираат тие матурски прослави во секој поглед, во поглед на сообраќајот, јавниот ред и мир, во превентивата, значи имаме кампањи, претходно следуваат, така да опфатена е таа категорија на учесници во сообраќајот, ќе се интензивираат зајакнати контроли по прекршокот управување моторно возило под дејство на алкохол, без возачка дозвола, возач почетник, кој што не сме доправа после 23 часот до 05, брзото возење и слично. Значи, тука сме со нашето присуство, со нашите зајакнати контроли да превенираме, односно да допринесеме да немаме посериозни последици во сообраќајот од оваа категорија. Дали репресивни мерки и санкции се решение за намалување на сообраќајните незгоди? Тие се еден дел од мерките кои што се превземаат. Тука е потребна и превенцијата, потребни се сплет на околности, потребни се други мерки кои што ги
намалуваат овие. Така. Бидејќи освен возачи под дејство на алкохол, конкретно изминатиот викенд кога беше можеби најголемата така наречена рација нели по скопските улици, имаше околу 500 други останати сообраќајни прекршоци, оние што ги спомнавте, со какви се соочувате се? Ви напоменав преска, значи опфаќаме во нашите закнати контроли повеќе категории на учесници во сообраќајот, меѓу кои се пешаците, ризична категорија, велосипедистите, моторциклистите. Преземаме закнати мерки по одредени прекршоци. Најчесто прекршоците кои што се причина во најголем дел за случување на потешките сообраќајни незгоди. На прво место брзината, недавање првенство на минување на возила, недавање првенство на минување на обележан пешачки премин, неправилно пристигнување и други. И сосема за крај, дали се може да се очекуваат вакви интензивни сообраќајни контроли, значи и во следниот период со цел граѓаните да се чувствуваат безбедни учесниците во сообраќајот, пешаците да се чувствуваат безбедни, особено ризичниот период што го напомнавте во пресрет на матурските вечери. И како ќе продолжиме со зголемениот број на полициски службеници, ова ќе биде секојдневие во Скопје со интенција да доведеме, да направиме безбедноста во сообраќајот во градот Скопје да биде на завидно ниво. Благодарам што бевте гости во студијата. Благодарам вас.